10 дена од отворањето на понудите се уште нема одговор кои се фирмите кои доставиле понуди на новиот повик за набавка на автобуси. Иако процесот беше јавен, засега министерот за транспорт Николовски сподели само дека на повикот се пријавиле 4 компании. Но кои се фирмите кои се борат за милионскиот тендер и од каде се, не ги прашал во комисијата која е составена од представници од Министерството и од Машинскиот факултет, за да не се добиело впечаток дека влијал на постапката. Видете, законот е многу јасен. Јавно отварање на понудите пишува во огласот. Ja, точно, но исто така законот вели дека се формира комисија. Комисијата е составена од представници на Министерството за транспорт и Машинскиот факултет и дека раководниот орган, во случајот министерот, е известен со извештај. И токму заради тоа што побудува толку голем интерес оваа работа, јас не сакам на ниеден начин нити да влијам, нити да се мешам во работата на комисијата, а секое прашање може да биде доживеано како такво. Сите административни процедури се завршени, но неизвестноста дали овој пат повикот ќе биде успешен останува. Планот е да се набават 150 автобуси, 100 за Скопје, останатите за други општини. Да се во бела или црвена боја, проценката е дека ќе чинат околу 50 милиони евра. Ова е трет обид да се обнови возниот парк на јавниот превоз. Претходниот повик на кој како најповелен понудувач беа избрани унгарската компанија Електробус и Карус и австриската Евана беше поништен затоа што една од 4 фирми поднела жалба до комисијата. Оној пак кој беше објавен во јуни лани заврши без успех затоа што единствениот пријавен понудувач не ги исполнувал условите. И додека се чекаат новите автобуси, граѓаните секојдневно се жалат дека не можат да се потпрат на јавниот превоз. Оваа приказка трае веќе подолго време. Претходно пак за време на мандатот на Данила Арсовска предлогот за нови автобуси неколку пати беше доставен до Советот на град Скопје, но советниците од ВМРО ДПМН не ја гласаа точката. Арсовска пак им велеше дека тоа е нивно ветување во програмата со која заеднички настапија на локалните избори во 2021 година.